Бурхан го носи својот 5-годишен син Рион во градинка. Ова е еден од 5 објекти на детската градинка Младост во Тетово, во која има вкупно околу 700 деца. Но Рион е меѓу 22 што учат во групата Мозаик. Во неа половина се од македонска, а половина од албанска етничка припадност. Слушајќи ги двата јазика и дружејќи се заедно, наместо предрасуди, децата градат блискост. Чао, папа. Чао. Чао. Една од најдобрите другарки на Рион е Александра. Јас сум Рион и имам 5 години и учим на музеј. Унам при Тетово. Ека меморен Александра. Децата што помали се значи, полесно ги учат јазиците. Значи, зашто учиме ние? Сега овие денови. За семејство. Ajde kur të më tregon për çfarë neve kemi mësu tash. Për familjen. Drin, ti ke vëlla, apo? Александра и сестри ќе има. На полесен, на поедноставен начин, уз игра, уз настава, за да не биде тоа како наметнување некое кај децата да го осетат, него на лесен игровит начин да можат да научат повеќе и резултатите стварно се доста добри. Ајде, Рион, дојди тука до мене. Кој геометриски еве форми овдека ги имам? Ова што е? Браво. Ова? Кокса. Коцка, добро. Ајде, Александра, кој ги знаеш? Тркач. Котка. Каторич. Nuk bëjmë dallime, kemi digju. Do me thënë edhe fëmit nuk bëjnë dallim. Çfarë është ta shqiptara Maqedon, lujnë bashk njëri me tjetrin. Kështu që deri tash neve nuk kemi pas, do me thënë vërejtje, as prej prindve. Групите Мозаик се отворени во 1998 година со поддршка од швајцарската влада. Кога проектот завршил, Министерството за труд и социјала решило да продолжи да го финансира, зашто покажал добри резултати. Сега има 13 такви во 10 мултиетнички општини. Во некои од нив се зборува на дури 4 јазици. Во оваа средина, како што е нашава, би требало да имамо повеќе групи вакви, не само во градинките. Ако веќе започнуваме во градинка, би требало да се продолжи во училиште. Каде што децата би биле заедно, би учеле и би се дружеле, за да знаат едните за другите све што треба да знаат. Мислам дека полесно ќе им биде во живот, бидејќи дали вработувањето, дали дружењето би им било многу полесно. И на едните, и на другите. Но со тргнувањето во прво оделение, самиот образовен систем ќе ги подели овие деца кои сега во градинка учат заедно. Законско право е да се учат на својот мајчин јазик. Тоа во училиштата се прави во различни училници. Во некои од нив се учи и во поделени смени, различни спратови, па дури и во разделени училишни објекти. Така е во основното училиште Братство Миѓени во Тетово. Во еден дел од градот е објектот во кој учат албанците, а во друг е оној за македонците. Децата беа поделени по конфликтот во 2001 година. Учениците македонци и албанци се заедно само кога имаат активности во рамки на некој од проектите за интегрирано образование, што ги спроведува невладиниот сектор. Михаела Трајковска и Милена Митовска одат да ги посетат своите соученици албанци во другиот објект. Ова го прават барем еднаш неделно. Дотаму имаат околу 20 минути пешачење.
се подсетуваат на резултатите од досегашните заеднички во наставни активности, кога се запознаваат со традицијата на другата етничка заедница. Иако сме разделени, ние наоѓаме време покрај училиштето да се дружиме. Заедно имаме и во склоп на училишните обврски, имаме предмети каде што успеваме да имаме заеднички часови, да доаѓаат учениците во нашето училиште, во нашиот објект или ние да одиме во нивниот. Çdo javë mbajmë lidhje, kemi aktivitete për volejboll, futboll, për basket, për shumë gjëra tjerë, për vizatim tjerë. Ние сепак скоро по секој предмет имаме работилници, имаме проекти, одиме настава во природа, посетуваме музеи, џамија, црква и такви. Се запознаваме и со нивната култура и тие со нашата. Учениците албанци имаат задолжителен предмет македонски јазик од 4-то одделение, а учениците македонци изборен албански од 6-то. Ги прашавме колку досега успеале да научат. Да, јас можем да зборувам македонски затоа што се дружиме со македонци и во училиште учиме македонски. Треба да знаеме затоа што е битно македонскиот јазик, така. А до каде е твојот албански? Знаеш ли нешто? Знам нешто, по нешто. И покрај очигледната поделеност врз етничка основа, директорот на училиштето тврди дека тоа е поради преголемиот број ученици кои не можат да ги сместат во една училишна зграда. Ne kemi këtu në Zanës, kemi në Zanës të paraleleve turke, që mësojnë këtu në shkollën tonë. Por paralelet Maqedonet tash atje u tërhoqën, jo se për diçka dhe për sërinë që dojnë atje se nuk ka pat probleme, mirë po problemet e tilla ishin se nuk i merte në thot objekti si në Zanës. Prandaj edhe kemi edhe objektin e Dranovesit, edhe fshatin Saraçin. Fshatin Saraçin mësojnë edhe në Zanës të paraleleve Maqedone, edhe në Zanës të paraleleve Shqipe. Do të thotë se në di objektet, do të thotë i kemi të tillë, do të thotë di ku janë pasur Maqedona edhe që pasur pa, por në di objekte jemi objekte të përzierë në Zanës të përzierë. Слично и во некои средни училишта во етнички мешаните средини. Во Тетовската гимназија Кирил Печиновиќ, например, паралелките на албански јазик се во централниот објект. Оние на македонски, речиси секоја година учат на различни локации. Во Куманово пак, сите три средни училишта се поделени на македонски и албански објект. Од една гимназија се направени две – Гоце Делчев и Сами Фрашери. Анализата на состојбите во образованието покажа дека со Охридскиот рамковен договор е унапредено правото на образование на мајчин јазик, но дека тој пристап ја зголемува поделеноста меѓу учениците, а со тоа и меѓу етничките заедници. Токму поради ваквата констатација, во 2008 година Министерството за образование и наука и Високиот комесаријат за национални малцинства на ОПСЕ развија владина стратегија за интегриран образовен систем. Невладината цивил беше активно вклучена во незината реализација. Џабир Дерала смета дека тогашните коалициски партнери ВМРО ДПМН и ДУИ само што ја усвоиле стратегијата, ја погребале. Бил злоупотребен делот за изучување на јазикот, албанците да учат македонски од прво одделение, а македонците да го имаат албанскиот како изборен предмет. Коалиционите партнери заеднички, дали со претходен договор или пак со премолчан договор, ја растурија заеднички. Зошто? Заради тоа што, иако стратегијата се засноваше на 5 столбови, тие започнаа со оној столб кој им беше најлесен да направат провокација и да ја растурат, а тоа беше употребата на јазиците. И тоа го направија на погрешен начин, во погрешно време, со погрешни премиси, наметнаа една динамика која едните ја сватија како провокација и тенденција за асимилација, а другите го искористија како патриотска алатка, еве ние сега ќе ги научиме нив на македонски. И тука имате блокада од двете страни. Истовремена, како да беше договорено.
Политичарите не обрнале внимание на останатите 4 столба на стратегијата, но експертите токму во нив гледаат шанса за поставување основи за интегрирано образование. Универзитетскиот професор Маја Мухиќ смета дека токму преку содржината на учебниците, обуката на наставниците за справување со меѓуетнички проблеми, како и подобрувањето на координацијата во целиот образовен систем, може да се создаде здрава средина за интегрирано образование. Не би смееле или не би требале толку да се фокусираме на тоа дека јазикот дезинтегрира, барем не во случајот со нашето образование. Сметам дека дури и на различните јазици може да се случи интеграција, односно она конвергенција, доаѓање заедно, сплотување на овие различни групи културни на различни светогледи, доколку се поклопат наставните содржини. Во таа смисла, ова бара едно многу сериозно ревидирање на истите, преглед на тоа што се изучува, неселективна филтрација на тоа дека, не знам, во ова училница или во ова заедница ќе се учат само овие содржини, повеќе акцент ќе се стави на ова и така натаму. Согласувањето на содржините, верувам, ќе преброди ова по мене дури наводна на криза која што може би го создава фактот на тоа што различни јазици се изучуваат, односно се учи на различни јазици. Мухиќ смета дека кај нас луѓето што не припаѓаат на една културолошка матрица, веднаш се етикетирани дека нешто со нив не чини. Тоа влегува во рамките на она што се нарекува етноцентризам, неможноста да се излезе од позицијата на супериорност на сопствената култура. Затоа велам, за овие работи мора многу внимателно да се разговара, не наеднаш да се каже, знаете, другиот е супер и да се донесат различни храни и да се прошета, не знам, црква, џамија, тоа се тие екзотификации. Тука јас би кажала, дури она што го поентиравте, се зајакнува различноста, види овој колку е различен од тебе. Наместо да се зборува за тоа колку нашите културни идентитети се всушност едно неверојатно премрежување на ред други идентитети. Од Министерството за образование признаваат дека стратегијата на ОПСЕ за интегрирано образование остана само на хартија. Државниот советник за образовни политики Назихтери Сулемани вели дека последниве неколку години работите се придвижиле. Државата почнала да ги прифаќа како системско решение добрите практики од проектите за интегрирано образование што ги реализираат граѓанските организации. Тие се проекти, имаат почеток, имаат и крај. Меѓутоа, ние како МОН, сакајќи тоа што е добра пракса, да го вметнеме во нашиве системски решенија, например, инспекторатот врши измени на индикаторите за квалитетно работење на училиштата, каде што се вметнатни и компоненти за меѓуетничка интеграција во образованието, така што секое училиште кое има екипа, тим за меѓуетничка интеграција, ќе мора да ги вметне во годишните програми ваквите активности, а после тоа тие поминуваат на усвојување во советот на општината, со мислење од бирото, така што веќе секое училиште е задолжено да ги предвидува ваквите активности, а нормално и да ги реализира согласно акцијските планови на годишната програма на училиштата. Еден од проектите во кои Министерството се јавува како партнер при реализацијата е проектот за меѓуетничка интеграција во образованието, што до неодамна го спроведуваше Македонскиот центар за граѓанско образование со поддршка од УСАИД. 5 години работеа на облажување на последиците од поделеноста меѓу учениците. Дете од Струмица воопшто нема идеја како функционира неговиот врсник од Тетово, да речеме. Имаме ситуации кога во партнерски две училишта, едното е од Тетовско село Планинско и другото е од Струмичко село, идат да се посетат едни со други. Ние обезбедувавме поддршка символична, финансиска, да видат децата, да создава заеднички контекст, да работат. Кога патуваат едните кај другите, едните одат на карневал во Струмица, па имаат заеднички активности, другите одат во Тетово, па имаат прошетка низ градот, па имаат дружење кое што не е само еднаш, тоа е и како битно. Мора да има минимум едно полугодие дружење за децата да може да ги надминат стереотипите и предрасудите кои што ги имаат и да формираат став кој што се базира на лично искуство. На тие деца веќе не можете да им објасните дека македонците во Струмица живеат вака или дека албанците во Тетово живеат така. Затоа што веќе се знаат. Завршува денот за дечињата од градинката Мозаик.
Рион, синот на Бурхан, кој од Долно Палчишта, тетовско село со целосно албанско население. Од септември ќе тргне во прво оделение. Многу ми е жал, пошто тој ќе ова година треба да заврши со ова група и ќе учи у село само каде што е албански. Па јас не размислувам што понатамо да учи, пошто не сакам да се оддалечи од тоа, пошто ќе заборави. Ако меѓу време нешто не учи, може ќе влие да го заборави тоа што го учил до сега. И затоа ќе видим поеднина или во курсеви да го носим на македонски јазик или ќе видим што.